драги колеги и родници. Моето име е Вавка Петкова, по професия съм педагог, работена во средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница. Секој овде присутен од нас носи некоја приказна, секој училиште има своја приказна, а нашата приказна има едно име – Мегеши. Приказната за соработката со Мегеши и нашето училиште започна во 2016 година, кога еден тим од наставници, составени од 5 члена, учествуваше на првиот базичен тренинг и подоцна прерасна во тим кој брои 10 наставници и за среќа приказната продолжува и трае веќе цели 8 години. За оваа соработка и реализирање на активности може многу да се зборува во нашето училиште, меѓутоа јас ќе се задржам на самите почетоци, на ефектите и придобивките, како и на промените што настанаа кај самите наставници, а и кај учениците под влијание на оваа програма. Промените кај наставниците беа забележани уште од првите базични тренинзи. Она што беше видно најпрво беше помената на нашата енергија. Ние почнавме да действуваме со еден вид на поинака позитивна енергија, која што мощна и интензивно ја ширевме. Се промени начинот на нашата работа, на нашето действување. Тоа доаѓаше од поддршката која што ја чувствувавме од Мегеши, од програмата за мировно образование. Се чувствувавме охрабрени, поддржани, оснажени и едноставно тоа правеше да бидеме неуморни во нашето действување. Промените ги забележавме и во начинот на комуникација. Не дека до тогаш не комунициравме, меѓутоа нашата комуникација почна да содржи малку повеќе почит, меѓусебно разбирање и соработка. Промени забележавме и во изнесувањето на нашите ставови. Не дека до тогаш немавме одредени ставови, меѓутоа бевме охрабрени да бидеме погласни, потранспарентни во искажување на нашите ставови. Исто така се менувавме и како личности. Одредени вредности кои се акцентирани во оваа програма, всушност ние ги заживувавме кај нас. Не дека дотогаш не ги носевме во себе, меѓутоа можеби беа некако потиснати. Зборувам за толеранција, зборувам за емпатија, зборувам за хуманост, зборувам за соживот и меѓусебно почитување. Мегеши едноставно научеше дека делата зборуваат и ние така и почнавме и продолживме да действуваме преку дела со нашите ученици. Меѓутоа, овде само би се навратила на нашите почетоци. Мотивот кој беше ние да се вклучиме во оваа програма за мировно образование. Пред малку Ана во своето излагање изнесе дека потребно е нешто да се случи во училиштето, па да се преземат дели одредени работи. И кај нас, за жал, беше така. Таа година, таа учебна година, во нашето училиште имаше забележано зголемено насилно однесување кај учениците, кое се манифестираше преку физички пресметки кои што се повторуваа. Стручните соработници и наставниците во рамките на своите капацитети и можности се обидуваа да ги решат проблемите, меѓутоа не бевме задоволни од резултатите кои што ги постигнавме. Се обративме во тој момент до одговорното лице кое што беше одговорно за делот за работа со училиштата, а беше представник од ТМВР и настана тој процес на поврзување со првата детска амбасада. Во тој контекст продолживме со работа. Реализиравме оснажени, значи охрабрени, заеднички најпрво реализиравме неколку работилници на тема ненасилна комуникација, управување или разрешување на конфликти и градење на доверба. И верувајте, за неполна година со сигурност можам да кажам дека ја подобривме климата во училиштето. Понатаму, оние вредности кои ги заекнувавме кај нас, настојувавме да ги пренесеме на учениците, да действуваме во овој случај превентивно, а не да се случува да решаваме одредени проблеми. Меѓутоа, нашите настани навистина станаа набрзо јавни. Не застанавме тука, ние почнавме да ги вклучуваме другите училишта од нашата општина, кои што се уште
немаа слушнато за програмата за мировно образование и не беа воопшто вклучени во таа програма. Интензивно вклучувавме ученици од другите училишта, не само ученици, туку и наставници. Со самото тоа што активностите ги организиравме од јавен карактер, тие беа јавни настани, се случуваа на плоштад, се случуваа во градскиот парк, на улица, во нашиот училишен двор, можност има и другите луѓе да ги видат тие активности и така непосредно да влиеме дури и на самата општина, на самата средина, па дури и почнавме да вклучуваме и институции од локалната средина. Меѓутоа не застанавме овде. Нашата соработка се продлабочи со училишта надвор од нашата општина. Секако училишта кои веќе беа вклучени во програмата за мировно образование. Тука би ги спомнала гимназијата од Велес, училиштето од Македонски Брод, гимназијата од Дебар. Меѓутоа, промените кои што се случуваа кај нас самите, инициираа промените и самите ученици. Учениците во овие активности учествуваа по собствен избор и секој со свој афинитет и верувайте со големо задоволство. Со самото тоа со првите активности што ги реализиравме и поддршката која што ја почувствуваа од нас, едноставно тие веќе во нас веќе не гледа само наставници и авторитети, туку гледа личности со кои што соработуваат, заеднички реализираат одредени активности кои водат до одредени промени. Беше евидентно зголемуваме и на самодовербата кај учениците во начинот на кој што тие настапуваат. Исто така беа забележани и промена во зголемување, реков, на самодовербата и задоволството да го искажат своето мислење, а при тоа нивното мислење да биде прифатено, бидејќи нели се менуваат одредени работи. Со самото тоа што активностите беа од голем, да кажем, карактер, со вклучени преку 50 ученици и ученици од различна возраст, ученици од различна националност, имаа можност меѓусебно и поинтензивно да се дружат, повеќе да се запознаваат, а со тоа се продолбочија и другарството, верувајте, и со животот. На крајот би сакала уште само неколку реченици да кажам поврзани со модулите кои што би влегле во наставните програми и планови. Во иднина тие би можеле успешно да се реализираат, посебно во училиштата, како што е нашето и другите училишта кои веќе се вклучени во програмата за мировно образование, затоа што таму на некој начин веќе е подготвен теренот. Се надевам дали успешно ќе се реализираат и во другите училишта. Оно што според мене е многу битно, да се изберат наставници ентузијасти, наставници кои што можат да препознаат мир, добрина, љубов, соживот, бидејќи некој да зборува за мирот и да работи за мирот, мора да го носи мирот во себе. Мирот е секој чекор и доколку тој чекор стане дел од секојдневието на сите вклучени во воспитно образовниот процес, верувајте, ќе бидеме подготвени не само да ја промениме нашата училишна средина, туку да го промениме и светот. И посакувам успех на сите наставници кои во иднина би се занимавале со програмата за мировно образование и модулите за мировно образование, и им посакувам уште многу успешни приказни, како што е нашата успешна приказна од Сол Ванчо Крке Виница. Ви благодарам. На сите, јас сум Клара Костадиновска, ученичка во Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница. Исто така, јас сум председател на младинската организација Визија и активен член во мировното образование. Моето прво искуство во овакви активности го започнав уште во основното образование, па така поголем дел од активностите ги организиравме јас и мојот тим и тоа ме направи да размислувам на начин на кој не бев размислувала досега и да разработуваме проблеми со кои се соочувавме тогаш. Исто така бев училишен правобранител, каде децата кои имаат сериозни проблеми имаа можност да се обратат кај мене и заедно да изнајдеме решение за проблемот.
Освен активностите во училиштето, бев и се уште учествувам во тимот на првата детска амбасада во светот Меѓеши. Со помош на нив реализиравме многу активности во училиштето, со што сите од училиштето беа вклучени. Па така ваквите активности продолжи во текот на средношколските денови во Средното општинско училиште Ванчо Прекје во Виница. Со вклучувањето во мировното образование и моето активно вклучување во него ме направи личност која подетално ги разгледува проблемите со кои се соочуваат младите. Како за пример, ќе ја земам една работилница која што направија професорките, работилницата беше наменета за спречување и ширење на булингот во гимназијата, со што учениците даваа предлози и идеи за да се спречи истиот. Соучеството во ова мировно образование предизвика големи промени во начинот на кој ги разгледувам и размислувам проблемите и се обидувам да давам идеи за разрешување на тековни проблеми, како и идеи за различни работилници на различни теми. Благодарам. Добар ден на сите. Прошаните прочитју. Ке се вратам на албански јазик ради полесно да се обраќам и да се артикулирам. Faleminderit për ambasadën e partë të fëmijëve që përmban modulet sot. Bashkëpunimi ynë tjetë vjeçar, një dekadë më tepër me ambasadën e partë për fëmijën po Mexheshi ishte jashtëzakonisht i frytshëm. Nëse shohim nga kandi i shkollës sonë, sepse jemi shkollë e madhe dhe numërojmë mbi 2000 nxënës, 150 profesorë të përfaqësuar, kemi një impakt të gjerë në Shkup e Magjar. Edhe prandaj gjithmonë edhe unë kam qenë insistues që vazhdimisht të ketë ekipe të reja të trajnimit të mësim baze që do të përcjellin arsimin parësor të gjeneratëve të reja edhe të profesorët për edhe të nxënësit, të cilët vazhdimisht ndryshohen, vijnë, kompletohen, piqen të ne dhe vazhdojnë jetën më tutje. Për fillim të përmendit 30 profesorë kanë kaluar trajnimin bazë, të njëjtit pastaj në 2 grupe janë ndarë dhe kanë diseminuar të profesorë tjerë, kryesisht e kujdestarët e klasës, me që janë 64 paralele, por edhe profesorë tjerë të cilët kanë filluar karrierën në fillim, ato ate kemi mbajtur trajnime edhe atyre që kenë më lehtë, më lehtësi, mos kenë vështirësi për të hasen me lloje të ndryshme të turizmit dhe si menaxhojnë ato. Po kjo punë një dekadë që pothuajse aty ngërthen shumë aktivitete, kur them shumë aktivitete, puntori, debate, aksione, forume, teatr, marsh, vallëzim, në gjitha mënyrat e mundshme. Edhe trajnimet që i kemi mbajtur me ambasadën e parë për fëmijët e Mexheshit, u ka mundësuar edhe profesorëve që të kenë një qasje teknika në mënyra më të ndryshme, më atraktive që përcjellin gjitha këto njohuri për arsimin parësor. Може би бързам за превод, но това е сега, условите се така. Kodët e kësaj, për ta lehtësuar dhe për të arritur mesazhet e çdo nxënës, ne kemi themeluar edhe klubin e nxënësve për arsim parësor, që ka nga një profesor nga secila klasë, në çdo gjenerat, dhe pastaj shtrirja ka qenë shumë e madhe dhe interesimi jashtëzakonisht i madh, dhe që në fund ka pasur feedback të mirë për punën tonë. Dhe gradualisht pothuajse këtë dekadë rrallë hiç më nuk ekziston ndonjë konflikt as verbal në punë shofin, po tema fizike sa ndërpunime tjera. Krejtë kemi përcjell me kuadër edhe
adekuat, por edhe të profesioneve ndryshme. Edhe ne tërsi kemi folur për bulizmin dhe mënyrën se si parandalohet në shkollë. Kretë të kanë pasur një impakt të gjeneratët e reja, e që kemi dëshmitarëve këtu sot, në zënës të cilët vazhdimisht pëndrojnë, por vinë tjerë edhe më të entuziastë edhe më të mirë, edhe e pranojnë me lehtësi arsimin paqësor. Shpresojmë se tani tutje pas miratimit të moduleve do të kenë mundësi që t'i kushtohet më shumë vëmendje, jo vetëm vullnet i mirë dhe dëshirë, por këtë mundësi që ky modul bëhet kurrikull për arsimin në Republikën e Maqedonisë për gjitha shkollat fillore dhe të mesme. Me që ka shumë për të folur, nuk do të ndalem aty, sepse veç do t'i përmendim datat që i kemi futur në programin e shkollës, shënimin e 21 shtatorit, shënimin e 17 dhjetorit, 7 marsit, 8 marsit, 8 prillit, ditës së Ramëve, me që kemi bashkëpunuar me shkollat rome, edhe shkollat tjera kuptohet në Shkup, edhe shumë datë, 1 qershore, ditën e familje. Kretë të datën kemi shënuar me aktivitetet të ndryshme që unë si koordinatori i një aktivisti paqësor të me shkollën tonë, ndonjëherë nuk kam arritur që t'i përcjellë gjitha aktivitetet që janë zhvilluar njëjtën ditë. Dikush me marsh, dikush me debat, dikush me prezantime, dikush me aksion. Edhe do ta përmend edhe për refugjatët e Sirisë kemi marrë pjesë. Edhe në ndërtimin e mjeteve panair kemi shitur në shkollë, mjete të ndryshme, ushqime të ndryshme, gjitha të mjete pastaj janë përmbulluar dhe janë përcjellur për fëmijët në nevojë si refugjatë me Siria. E shumë aktivitete tjera. Po për fund të them që mos dihet se po ndrojmë shumë, një desne do ta citoj madhe nën Teres, shqiptore. Ajo thotë kështu: jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por ne të gjithë mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Faleminderit shumë. Здраво на свите, градите да четва. Прво да се представам, јас сум Ерин Мухамед, председател на Сојузот на средношколци на Република Северна Македонија, а истовремено и ученик во средното училиште Зефир Шмарко. Значи денес ќе седнам меѓу две столчиња, и како ученик, но и како представник на средношколците. Гледаме дека со новите генерации има нови работи што треба да се променат. И многу ме радува дека имаме нови модули, нови стратегии, па чекаме и законот за средно образование да се имплементира и нормално да се прифати во собранија. Нешто што можеме да видиме во новите генерации дека бараме повише интеракција меѓу учениците, меѓу заедничка интеракција. После гледаме дека тоа класичното учење од книги цело време веќе не иде нешто што држи вода, значи кај нас. Повише сакаме да ги научиме работите преку пракса, значи преку работилници, преку некои информирани настани, заедно со нашите професори, кај можеби можеме да идеме на некои посети во некои монументи, пример за историја или слично. Нешто во новите генерации ни е тоа што се повише дигитално и имаме доста средни училишта. Сега, ако земеме за пример Скопје, имаме 2 до 3 средни училишта што веќе се е дигитално кај нив. Учат од компјутери нормално, таму ќе имат предметите и сето тоа. Сега според модулите, значи беа цитирани 4 точки. Беше ненасилна комуникација, што е супер и гледаме дека сега ќе зборувам повише лично Перин. Ученик во Зефир Шмарко навистина не може да се види или да се примети дека има некој професор што користи насилство,
А истовремено една многу добра работа што е доста добро имплементирана во нашето училиште е дека нема насилство меѓу учениците. Значи има многу строги мерки за тие ученици што само ќе послат караница, не зборувам ништо повише. И тоа ќе држи учениците да седат во некои, да не кажам корнизи, зашто ќе биде малку лошо ќе звучи, ама истовремено тоа ги држи под контрола дека треба да се научат нови техники, дека може со комуникација и со разбирање да дојдете во еден така меѓузаеднички компромис. Нешто друго беше управување со конфликти, што доста ја работиме оваа тема. Можам да дадам еден пример дека ете нашето средно училиште, како училиште со повише од 2000 ученици и генерално училиште во Скопје што имаат голем број ученици, има еден голем шифт од основно во средно, идеме од еден помал простор во простор кај имаме повише од 1000 ученици во едно училиште и малце потешко е за сите да се снајдат во нивниот социјален круг. И затоа знае да се најде некогаш ученик што ќе биде осамен во класот и во училницата и не може да ги најде неговите другари или другарки. И таму знае да се најде тоа насилство, да не влезем на тема. Ја работевме пред да станам председател на Сојузот на школци. Ја работев по оваа тема со трите најголеми школски училишта, тие се Корчагин, Орце Николов и Зефиш Марко. И заедно со учениците дебатиравме околу оваа тема. Беше програма од 3 недели, кај имаше секојдневни работилници околу темите на насилство. И значи би ги поканил сите што се во функционери или во некоја висока функција да бидат присутни во овие дебати и да слушате што бараат учениците и што навистина држи вода во нашата држава. Четвртата, ненасилство и насилство, верувам дека се врсав со овие. Сега јас имаме некои 5 точки што би рекол како можеме да стигнеме до нешто поефикасно. Прво би било информираност до сите. Значи имаме големи проблеми со кои не ни знаеме дека постојат. Имаме според нашата држава, некој град има некои своји проблеми, друг град има други проблеми. И затоа треба прво да бидеме добро информирани. Освен тоа, доаѓа тренингот. Значи, ако зборуваме за насилство, знаеме што е насилството, од кај доаѓа, зошто и сето тоа. Сега треба да имаме еден некаков тренинг, што пак сега да изборувам лично, за професорите во Зефиш Марко навистина се добро тренирани за објектот кон насилство. Гледам дека и во другите училишта, од тоа што сум се консултирал со учениците и представниците на ученичките заедници, значи тука доаѓа тренингот може да се направи со работилници, со тренинзи, со работни групи, сето тоа. После доаѓа откривање на соодветните проблеми, значи да се научиме како се наоѓа проблем, кои се тие тезите што треба да ги имаме пред себе. Четвртото ќе ни биде третирање и решавање на овој проблем, значи ќе го имплементираме и ќе го решиме проблемот така како сме се научиле. А петата точка што за мене би била најглавната е да се консултираме после решавањето. Зашто понекогаш кога ќе го ставиме тој проблем на лист хартија, навистина многу убаво личи, ама другачие кога ќе го имплементираме во реален живот. Нешто што сакам да спомнам што навистина идеме многу напред во држава е дека ние во Сојуз на средношколци правивме притисок до средните училишта да формираат ученички заедници. Значи учениците да имаат еден соодветен орган кој ќе може да комуницираат заедно, да решаваат заедно проблеми и нормално да се информираат за се што се десува во училиштето. И гледаме дека во голем број средни училишта веќе се информирани ученички заедници, се формирани младински клубови, кај надвор од тие работни часови, да речеме 6-7 часа секој ден, имаат простор учениците да работат на некоја тема што највише ги интересира и нормално да прават да најдат нови неки вештини. И последната би било младинските центри што се отвараат во нашите општини. Некои се функционални, некои не се. За нив добро треба да се консултира, затоа викам дека е навистина добра точка. Лошата работа во нашата земја би рекол дека
е малата неинформираност до тие што ги имплементираат работите. Навистина учениците од целата држава, според тоа што сум видел и јас сами од нашите дебати, навистина имаат некои големи проблеми, имаат некои големи идеи и предлози за решавање на проблемите што ги имаме тука. Па затоа со ова би апелирал до сите да можеме да се консултираме, учениците пак да седат заедно, верувам и имаме поддршката од нашите професори, за да можеме заедно да ги решаваме и да најдеме еден заеднички компромис. Фала. Добар ден и од мене. Јас сум Јанинка Ѓорѓиева Костадиновска и доаѓам од Средното општинско училиште Светина Охридски македонски Брод. Работам како воспитувач во ученички дом при истото училиште. Најпрво голема чест и задоволство ми е да присуствувам на промоцијата за модулите за мировно образование и да го споделам моето искуство од спроведувањето на модулите за мировно образование. Во мировното образование сум од 2017 година и моите мировни активности ги спроведувам во ученичкиот дом. Јас нема да се продолжам многу, ќе се задржам на кратко на работилниците кои што ги спроведовме во нашиот ученички дом и кои се придобивките од овие работилници. Имено правевме работилници на теми мир, предрасуди, конфликти, булинг, сите видови на булинг, дискриминација на различни групи во општеството преку спроведување на вежбата Чекор напред. Понатаму отидовме едно скалело нагоре и направивме една многу добра соработка со Средното општинско училиште Ванчо Преке од Виница. Активностите се изведоа по нивното училиште, а потоа ни беше голема чест да бидеме нивни домакини и да го прославиме заедно Денот на планетата Земја 22 април со најразлични активности од запознавање, квиз на знаење, доделување на награди, засадување на зимзелени дрвца во атарот на пештерата Пешна, посета, едукативна посета на пештерата Пешна и така натаму. Се надевам кога се поминава тој дел. Исто така, целиот овој ден беше пропратен со едукативни содржини, односно изработуваа заеднички цртеж учениците на тема мир, спроведоа еден марш со пароли од училиштето до ученичкиот дом, направија мировни колачиња и така натаму, кои потоа меѓу себе ги поделија и ги сладко изручаа. За мене секако многу значена и за учениците е посетата на Народниот правобранител во Скопје, каде што со Васка Бајрамовска Мустафовска разговара на темата детски права и обврски. И како за крај на сето тоа, изработивме еден прекрасен мурал на зидот на ученичкиот дом, кој што носи една прекрасна порака за сите што влегуваат во нашиот ученички дом, односно во дворот, да поттикнеме мир. Во ученичкиот дом направивме и наша мировна училница, каде што се изложени сите изработки на учениците домци. Рековме дека ова се само дел од проведените активности, а како заклучок издвојувам дека однесувањето и размислувањето кај учениците се промени во позитивна смисла на зборот, а врсничкото насилство драстично се намали. Овие работилници беа од интерактивен карактер, секако со моја координација. И со секоја наредна работилница партиципативноста на учениците се
зголеми. Научија да го поврзуваат наученото со искуството, со тоа што правеа, работеа и целосно беа посветени активни во овие работилници. Комуникацијата со животот и со работката меѓу учениците се издигна на едно многу повисоко ниво. Со актуализирање и промовирање на нивната работа и труд, тие дознаа дека некој го валоризира нивниот труд, дека некој мисли на нив. И како за крај, кои се нашите очекувања од мировното образование? Очекуваме оваа работа да продолжи, да се продлабочи, да се развиваме, надоградуваме и зголемуваме. Исто така би сакала да напоменам да се едуцираат многу повеќе наставници во овој дел и да спроведуваат многу повеќе мировни активности. Зошто? И како им е потребно на наставниците едукација од ваков калибар. Да заклучиме, нели? Не постои добра војна, ниту лош мир. А во светот ќе завладее мир само кога моќта на љубовта ќе победи љубовта кон моќта. Затоа сите да поттикнеме мир. Благодарам. Се надевам дека се слушаме сега. Добар ден, нема да се задржам многу, затоа што мојата професорка ги кажа сите во кратки црти, но и во долги. Сите тие работилници што ги работевме. Чест ми е што денеска присуствувам на промоцијата на модулите за мировно образование. Моето име е Магдалена Прајковска. Доаѓам од ученичкиот дом Свети Наум Охридски, од Македонски Брод. Од името на сите мои соученици можам да споделам мислење дека стекнавме многу само доверба, љубопитност, едукација, пред се соживот и подобра комуникација. Се надевам на повеќе вакви состаноци, едукативни работилници и настани. Голема благодарност до мојата воспитувачка и професорка Јанинка Гергиева Костадиновска. Исто така топол поздрав до првата детска амбасада Меѓаши и до Министерството за образование и наука МОН. Благодарам многу.